Обвинителството засега не утврдило пропусти при интервенцијата на работникот кој загинал во канал на гостиварскиот водовод 10 денови пред да бидат вклучени пумпите кои ја загадија водата со фекалии. Сепак се уште се чека официјалниот обдукциски наод, иако како причина за смртта на работникот според обвинителството е дека е од срцев удар. Но Трудовиот инспекторат за Телма брифираат дека вработениот работите за гостиварски комуналец ги изведувал додека бил на годишен одмор, нешто што го пишува и во извештајот испратен до обвинителството. Не е утврдено дали бил по наредба на работодавачот или отишол самоиницијативно, велат од инспекторатот, но тврдат дека работел импровизирано. Бил врзан со јаже кога се спуштал во каналот, а другиот крај од јажето врзано за дрво. Интервенцијата била снимана и со мобилен телефон, зашто постои видеозапис, дознава Телма. Од друга страна, од обвинителството истакнуваат дека се работи за долгогодишен искусен работник и дека овој случај нема никаква поврзаност со поставувањето на пумпите, кои требаше да го зголемат притисокот на водата во водоводот, но го загадија. Интервенцијата што се вршила на каналите не била поврзана ниту со притисокот на водата во Дебреше, од каде потекнува работникот, и од каде жителите протестираа за да добијат вода за пиење, ниту со загадувањето на водата во Гостивар. Работите ги извршувал во атарот на село Горно Јеловце, што според обвинителството е далеко од местото каде се поставени пумпите во преливната комора, преку кој се загади водата во Гостиварскиот водовод. Според обвинителството на 25 јуни, директорката и двајца раководители на комуналец дале налог да се постават 3 потопни пумпи во канал со површинска вода со штетни материи. Но ова претходеа на 19 јуни протести пред општината на мештаните од Дебреше, кои бараа да имаат вода за пиење. Но и градоначалникот овие протести не ги поврзува со поставувањето на пумпите. Општина Гостивар е голема општина и не се состои само од село Дебреше, туку од многу села и од многу други мала низ градот, така да нашата цел како општина, а секако и на јавното предпријатие е да осигураме вода за секој граѓанин. Водата во Гостивар е загадена со фекални бактерии, а државата прогласи епидемија и ја забрани за користење. Иако првично беше објавено дека резултатите од испитувањата на низиниот квалитет уште на 13 јули се дека таа била исправна за користење. Сепак, според министерот за здравство, два од резултатите биле дека е загадена. Сепак се уште траат и анализите на сите извештаи, велат денеска од министерството.